Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција – инвестиции во образованието за економски раст и развој на државата. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори магистар Наташа Јанец од Стопанската комора на Македонија. Почитувани медиуми, една од трите столбови на кои е фокусирана Стопанската комора на Македонија е образованието, и тоа образованието за потребите на бизнис заедницата и образување на стручни кадри и квалитетни за образованието. Бидејќи е неизбежен фактот дека клучот за економски развој на земјата и општеството во целост се вложувањата во квалитетно образование кој ќе испорачува способни, компетентни, разумни, здрави млади луѓе кои ќе бидат подготвени, но и одлучни да се вклучат во сите образовни и работни процеси. Економијата и општеството мора да се подпираат на знаење и на стручност, бидејќи само така се овозможува зголемување на продуктивноста во работењето, зголемување на производството и квалитетот на производите, долгорочно планирање на развојот на бизнисот и новите инвестиции. Но колку ни е значајно ова прашање, потврдуваат и анализите што ги прави секојдневно Стопанската комора на Македонија од областа на образованието и потребите на деловната заедница, а токму и последната анализа беше фокусирана на состојбите во образованието со препораки за воспоставување на квалитетно образование за 21 век. Паралелно Стопанската комора на Македонија организираше и неколку настани. Тоа е трибината со учество на сите заинтересирани страни на тема предизвици за подобрување на дуалното образование, идни чекори, две тркалезни маси на тема можности за пазарно ориентирано неформално образование и дуалното образование, промоција на занимања за квалитетен стручен кадар. И последната, значајна панел дискусија со учество на бизнис секторот на тема стручен кадар по мерка на бизнисот. Тоа што беше констатирано на овие настани само ги потврди заклучоците и препораките од анализата која беше спроведена од страна на Стопанската комора на Македонија. Имајќи во предвид дека заклучоците и препораките се однесуваат на неколку аспекти од вкупната реформа на образовниот процес, на оваа пресконференција намерата ни е да ставиме акцент на финансирањето на образованието како еден значаен фактор кој што треба да придонесе за успешно реализирање на реформските процеси кои што веќе се започнати. Во овој контекст, Стопанската комора на Македонија бара да се зголеми процентот на издвојување средства од буџетот за финансирање на образованието и тоа од 50% средства кои се издвојуваат сега, или од сегашните 3,7% од БДП да се зголеми на 5%. Ваквото барање го оправдуваме со фактот дека средствата што се издвојуваат сега не само што не се доволни, туку се и далеку од просекот предвиден од ОЕЦД. Имено од 2011 година до 2016 година, зборувам според официјални податоци од Државниот завод за статистика, трошоците за образование во нашата земја како процент од БДП дури и се намалиле од 4,6% на 3,7%. Овој процент од 3,7% на издвојување од бруто домашниот производ за образование го имаме и денес според проекциите кои што ги прави Министерството за финансии. За споредба, просекот на земјите во ОЕЦД изнесува 5% од БДП. Нашата земја издвојува 25% помалку од средствата од овој просек, а земјите пак кои што имаат најголем раст и успех во образовниот систем имаат поголеми одвојувања од буџетот за таа намена. Словенија одвојува 4,3% од БДП или 14% помалку од просекот на ОЕЦД, додека Финска издвојува 5,7% од БДП или 35% повеќе од одвојувањето што го прави нашата земја во однос на БДП. Но уште позначајна споредба е изразена во реалната вредност преку која се гледа дека нашата земја многу малку вложува, односно инвестира во образованието по ученик. На овој слайд можете да видите колку нашата земја издвојувала од бруто домашниот производ за образование, иако имаме столбовите кои што растат, сепак во однос на БДП издвојувањето е 3,7% од бруто домашниот производ.
Според буџетот од 2018 година, вкупните трошоци по ученик во основното образование изнесуваат $995, че зборувам во долари затоа што е многу полесно за споредба со останатите земји. Во средното издвојуваат $1355, додека во високото образование се издвојуваат $1198. Споредено со ОЕЦД просекот, кој изнесува $8.500 за основно образование, $10.100 за средно образование и $15.500 по ученик за високото образование, излегува дека во Северна Македонија одстапувањето од просекот за ОЕЦД за основно образование е 88,3%, односно се издвојуваат $7.505 помалку во основното образование. За средното образование одстапувањето од просекот на ОЕЦД е 86,6%, односно се издвојуваат $8.745 помалку, и за високото образование одстапувањето од просекот на ОЕЦД е за 92,2%, односно се издвојуваат $14.302 помалку. Во Словенија вкупните трошоци по ученик изнесуваат $8.500 во основно образование, $8.300 во средното образование и $10.208 во високото образование. Споредено со просекот на нашата земја, излегува дека одстапувањето од просекот на Словенија за основно образование е 88,3%, или во нашата земја се издвојува $7.505 помалку за основното. Во средното образование одстапувањето од просекот е 83,6%, или издвојувањето е $6.954 помалку, и за високото образование одстапувањето од просекот на Словенија е за 88,3% и издвојувањето е $9.010 помалку. Во Финска како земја каде што имаме образование кое што е на високо ниво, вкупните трошоци по ученик во основно образование изнесуваат $9.305, во средното $10.482 и $10.391 во високото образование. Споредено со Финска, нашата земја во основното образование за трошоци по ученик издвојува $8.310 помалку, односно одстапувањето од просекот од Финска е за 89,3%, за средното образование одстапувањето од просекот е за 87%, или издвојувањето е $9.127 помалку, и за високото образование одстапувањето од просекот на Финска е дури 90%, односно се издвојува $9.193 помалку. Ако на сето ова го додадеме и фактот дека наставникот треба да има клучна улога во животот на учениците, што потоа се одразува и на иднината на целото општество, врвен приоритет на државата треба да биде привлекување на најдобрите наставници во професијата. Но за тоа да се постигне треба да бидат обезбедени повеќе предуслови, како што е кариерниот развој на наставниците, работните услови, но не помалку важно и вреднувањето на нивната работа. Како податок, според официјалните податоци од Државниот завод за статистика, наведуваме дека висината на вкупно исплатената просечна плата во образованието изнесува околу $23.448 или $419, додека висината на вкупната исплатена просечно нето плата за последната 2018 година во нашата држава изнесува $24.276, односно $434. Тоа е споредбата на вкупната просечна плата и платата што ја земаат наставниците во образованието. Но реалната исплатена нето плата на наставниците во основното образование изнесува $394, во средното изнесува $445 и во високото изнесува $626. Споредено со ОЕЦД, просекот за плати, кој изнесува $3.075 за наставниците во основно образование и $3.384 за наставниците во средното образование, нашите наставници земаат $2.681 помалку во однос на основното образование и $2.393 во средното образование. За да продолжам понатаму, само сакам да го искоментирам овој слајд за да видите колку се одвојува вкупно трошоци по ученик во
во ОЕЦД и во земјите како што се Финска и во Словенија, разликата можете да ја забележите и е очигледна. Во Словенија, каде што постои систем на наградување согласно работното искуство, наставниците заработуваат $2402 месечно во основно образование и $2531 месечно во средното образование. Споредено со нашата земја, нашите наставници земаат $2008 помалку во основното образование и $2086 помалку во средното образование. Наставничката професија во Финска, за разлика од нашата земја, е ценета професија и платите на наставниците секогаш се конкурентни во споредба со другите професии, како што се адвокатската, лекарската и така натаму. Платата на наставниците во основното образование изнесува $2896 месечно и $3000 за основно и $3188 месечно за наставниците од средното образование. Споредено со платата на наставниците во нашата земја, наставниците во основно образование земаат $2502 помалку, додека во средното образование земаат $2743 помалку. Очигледна е големата разлика со надоместокот на финските наставници. Освен платата, единствени дополнителни средства кои наставникот може да ги добие се средствата доколку прифати да биде ментор или раководител на паралелка, согласно законот за основно и за средно. За улога на ментор наставникот добива $2914 или $52 во основното или $3042 и $54 во средно образование. Додека за раководител на паралелка зема $1400 или $25 во основно и $1480 $26 во средно образование. И замислете дека професијата наставник има една од најодговорните улоги во државата во создавање на здрава, стручна и образована единка. А тоа треба да повлекува дека професијата наставник треба да биде најпочитувана професија во нашата земја. Овие податоци укажуваат на фактот дека доколку државата сака да има квалитетно образование кој ќе испорачува стручни и квалитетни кадри, мора да ги зголеми инвестициите во образованието. Со образованието не смееме да експериментираме, ако сакаме да имаме економски здрава и развиена земја. И затоа, повторно ќе се навратам на она што на почетокот го кажавме. Стопанската комора на Македонија бара да се зголеми процентот на издвојување на средства од буџетот за финансирање на образованието. И тоа од 50% од средствата кои сега се одвојуваат или од сегашните 3,7% од бруто домашниот производ да се зголеми на 5%. Благодарам.